За легендарната 24-часовна трка на Ле Ман се раскажани многу приказни, но една останува во сенката на историјата. Таа започнува во 80-тите години од минатиот век, кога Мазда сакаше да ги докаже предностите на ванкел технологијата. Во тоа време, јапонскиот производител немаше значајни настапи во автомобилските трки, но инженерите на Мазда беа убедени дека ротационите мотори ќе успеат на едно вакво важно надпреварување како што е 24 часа Ле Ман. Предностите тие ги гледаа во помалата тежина и подобриот неизин распоред, но и во поголемата специфична силина, што и не е толку битна за ваков тип надпреварување. Истовремено беа убедени дека ги имаат надминато недостатоците во поглед на слабата издржливост и големата потрошувачка, што всушност сакаа и да докажат. На почетокот нивните обиди беа повеќе од бледи. Се редаа годините и надпреварувањата, а разни верзии на нивните тркачки болиди едва и некој да ги забележуваше. Но Мазда веруваше во својата технологија и клучниот момент се случи во 8-миот обид да се покори Ле Ман во 1991 година, кога настапија со болидот 787B. Тој беше само еволуција од претходните, но имаше неколку битни измени. Подобра аеродинамика, повисок вртежен момент, каросерија од кевлар и пластика и можеби најважното што беше доразвиен во Велика Британија. Трите болиди на Мазда се наредија на 19-та, 23-та и 30-та стартна позиција, што не ветуваше многу. Но, со текот на трката се покажаа подобри од германската конкуренција и откако еден по еден другите се откажаа, болидот што го возеше Џони Херберт се најде на лидерското место. Така Мазда стана прв јапонски и единствен производител кој со ротационен мотор успеал да го освои Ле Ман.